Зоран Стратев, координатор на младинските селекции во Фудбалската федерација на Македонија, гостин во Куќе на фудбалот. Добро вечер, ви благодарам што сте тука. Добро вечер и поздрав до гледачите на емисијата Куќе на фудбалот. За човек кој ги сака камерите, ги сака новинарите, сака да разговара пред камера, ви требаше, речи си, година и половина да влезете во Куќе на фудбалот. Не во зградата, во емисијата на ова место. Чекавте вистински резултати за да бидете отчетни или? Па не, едноставно моите обврски се и такви, да мора понекогаш да излезам и во медиумите, да дообјаснам нешто, да кажеме нешто позитивно за фудбалот кој го има во последниве години, пред се во младите национални селекции, така да дојде време да дојдам и во вашата емисија. Под капа е селекцијата до 21 година на младинскиот оддел во ФФМ? Па измеѓу А репрезентацијата и младите национални селекции, тука е репрезентацијата до 21 година, која сепак, ако не под капа, сигурно дека е во корелација со останатите млади репрезентации, затоа што првата под неа е репрезентацијата до 19 и оттаму селекторите земаат фудбалери за репрезентацијата до 21 година. Таа репрезентација која што ја предводи Благој Емилевски, самата си ја заработи почита која што ја добива во изминатата година, благодарение на постигнатите резултати. Се бориме за пласман на Европското првенство. Ке ни треба и среќа. Тука мислам на еден кикс на Исланд во двата дуели против Шкотска или Украина, но и наша победа против Шкотска во последниот надпревар на 11 октомври. Чувствувавте вие на почетокот дека оваа селекција може да дојде толку близу до историски резултат? Па би било нескромно ако кажам дека чувствував, меѓутоа фудбалерите кои играат во оваа репрезентација до 21 година имаше и претходно селектирани од минатата гарнитура, односно од селекторите кои ја водеа претходно. Меѓутоа голем дел, најголемиот дел се фудбалери кои играа за U19 репрезентацијата која не се пласираше во завршницата само за еден гол. Оствари 2 победи, меѓутоа не успеа да се пласира затоа што подобар скор имаше репрезентацијата на Црна Гора. Најголемиот дел од тие, подпомогнати од поискусните фудбалери кои се родени 94 година. Тука е Бабунски, тука е Виктор Ангелов и уште неколку фудбалери, мислам дека и играчите кои сега се на листата на селекторот Милевски, доста квалитетни 4-5 фудбалери од кои се родени 94 година, подпомогнати од фудбалерите кои играа за U19 пред 2 години и мислам дека тоа е еден добар спој каде што поискусните, меѓутоа и доста квалитетни младите кои се родени 95 година го прават овој резултат. Што се однесува дали очекувавме да направиме ваков резултат, секако дека Секако очекувавте бидејќи тоа е и во стратегискиот план на Фудбалската федерација на Македонија. Оваа генерација оваа година да игра најмалку бараш. Па да, стратегискиот план е направен, меѓутоа не беше целта оваа година, секако дека резултатите кои ги правеше репрезентацијата до 21 година, во меѓувреме, односно додека траеше квалификацијскиот циклус, ние тогаш го носевме стратегискиот план, нормално резултатите кои ги покажаа наметнаа да си зацртаме една цел, едноставно да барем оваа репрезентација одигра бараш, а зашто не да се пласира и директно на Европското првенство. А изненаден се со каква рутина остваруваат победи играчите до 21 година. Наоко не играат убав фудбал, барем не беше така по моје мислење на надпреварот со Северна Ирска, но рутинска победа од 2-0. 1-0 на полувреме, решен е надпреварот по 60 на минути и рутинска завршница. Тоа е нешто што не го краси било кој дека сите кои се инволвирани во фудбалот, кои работат во фудбалот, знаат под каков притисок играат овие фудбалери сега, кога дојдоа во ситуација да може да се пласираат директно или преку бараш на Европското првенство. И можеби затоа надпреварот не беше убав за очи, за око за гледачите, меѓутоа во овој период, надпревар со Северна Ирска и надпревар со Шкотска, многу поважно е да се направи резултат. А за убавината на играта секако дека имаше и претходно, имаше убави надпревари против Франција, против Северна Ирска, против Украина, имаше убави надпревари, меѓутоа секако дека и фудбалерите и стручниот штаб се свесни дека сега е многу важно
многу побитно да ги добиеме овие надпревари. Едниот го добивме, остана уште едниот со Шкотска на 11 октомври. На 11 октомври последниот надпревар ќе биде со најголем притисок и за Благој Емилевски и за играчите кои се од составот на селекторот на репрезентацијата. Треба да го направиме последниот чекор. Треба публиката да помогне во таа намера, да им даде еден вид крилје на фудбалерите. Мислите дека оваа генерација на фудбалери до 21 година веќе имаат зрелост да се наметнат и во најдобриот национален тим? На два надпревари вие водевте и А селекцијата на Македонија против Велс и против Србија во квалификациите за светското првенство 2012-14, тоест. Па мислам дека има квалитет кај фудбалерите кои играат сега во 21 и голем дел, неколку 5-6 фудбалери се повикани од во А репрезентацијата, иако на последните два надпревари не играат, затоа што приоритет дадовме на репрезентацијата до 21 година, каде што се укажа излоредна шанса и може да се случи историски успех на една наша фудбалска репрезентација. И затоа селекторот на репрезентацијата е лишен од услугите на квалитетните млади фудбалери. Знаеме дека играше Барди, играше Боба Николов, вие на негово место вие прифатиле таа реалност? Да не можете да ги користите сите ресурси? Па добро, тука се работи значи за една стратегија каде што во овој момент репрезентацијата до 21 година има предност и секако дека мора да се испочитува и тој договор. Секако дека од голема важност како за фудбалската репрезентација до 21 и за целиот македонски фудбал е кога би учествувале на Европско првенство, а не сме далеко. Мислам дека може да се случи тоа, иако зависи од неколку фактори, меѓутоа за мене е многу поважно да нашата репрезентација го добие надпревар со Шкотска, а што ќе се случи понатака со двата надпревари кои ги игра Исланд. Меѓутоа, само по себе пласманот и исландците ги добија двата надпревари, ние би биле втори и најверојатно 99% дека ќе играме бараш. Во барашот е се можно. Со самото играње во бараш, мислам дека тоа ќе биде еден огромен успех, без разлика што ќе се случува потоа. Сите ние посакуваме да... Бидејќи под капа на оваа федерација има многу национални репрезентации, започнувајќи од 13 па до 21 година, тешко ви е да ве возам условно од национален до национален тим? Не ми е тешко, затоа што јас сум секојдневно тука, ги пратам, ги знам сите репрезентации. Тоа е едноставно мојата задача во Фудбалската федерација на Македонија. Запознаен сум со сите генерации, така да нема да ми биде уопште тешко. Македонија и Израел, А репрезентација, надпревар кој се игра на 6 октомври. Отворивме со пораз против Албанија. Селекторот Ангеловски ќе каже дека Израел можеби е и процентуално 30% посилен противник од оваа Албанија, со која што игравме во Скадар. Кои се шансите на македонската А репрезентација на домашен терен? Шансите на А репрезентацијата се кога сите фудбалери кои настапуваат за А репрезентацијата ќе го дадат својот максимум, како што го даваат фудбалерите во 21 година. Имате чувство дека не го даваат? Па мислам дека можат повеќе, едноставно да репрезентацијата до 21 година да им биде пример. Јас го кажувам тој пример на сите млади репрезентативни селекции, значи кои се под 21, дека репрезентацијата до 21 година треба да биде пример како треба да се игра за боите на Македонија. Не велам дека репрезентативците кои настапуваат за селекцијата не се борат. Меѓутоа, секако дека можат повеќе. Нека им биде пример борбеноста на репрезентацијата до 21 година и тоа што го даваат на секој надпревар. Меѓутоа, се работи и за нешто друго. Сплотеноста, хемијата во репрезентацијата до 21 година е на едно максимално можно ниво, така да ако прашате било кој фудбалер ќе ви одговори дека еден од главните фактори за успехот на таа репрезентација е сплотеноста на стручниот штаб и сите фудбалери кои настапуваат за таа репрезентација. Сите Еве да речеме дека ќе го дадат и повеќе од најдоброто од себе на надпреварот со Израел. Квалитативно ние сме подготвени да им се спротиставиме на израелците? Видите, има во фудбалот едно старо правило кое важи за навивачите и за љубителите на фудбалот. Ако го дадете максимумот, а загубите, никогаш нема да видите извиркани од публиката. И ако одиграте добро, квалитетно, секако дека може да се најде противник кој е поквалитетен. И не е тогаш срамно да се загуби надпревар. Меѓутоа, тоа знаат да го оценат љубителите на фудбалот и секако дека кога било кој
тим или репрезентација го дава максимум, секако дека љубителот на фудбалот нема да има никаква замерка. Вие кога бевте селектор на двата надпревари против Велс и против Србија, не успеавте да го наметнете? Не успеав, едноставно јас дојдов адхок за тие два надпревари. Со Велс одигравме еден одличен надпревар, имавме шанси да го добиеме тој надпревар, го загубивме со 1:0, меѓутоа морам да кажам дека атмосферата во репрезентацијата не беше на она ниво на кое што треба да биде една репрезентација, така да вториот надпревар доживеавме дебакл, се случија одредени работи кои не би требало и не би смеело да се случуваат во репрезентација. Сега мислам дека е многу подобро и секако дека со право треба да се надеваме дека ќе направиме подобри резултати. Мислите ли дека притисокот кај А репрезентацијата е најголем, имајќи предвид дека неколку надпревари во низа не успеваме? Фактор среќа, фактор квалитет да оствариме позитивен резултат. Едноставно, кога разговараме, јас идам на доста семинари низ Европа, техничките директори и менаџерите по репрезентациите едноставно зборуваат, ако немаш успех во репрезентацијата, останатото е се, да не речам бадијала, меѓутоа репрезентациите се рангираат по успехот на репрезентацијата и секако дека љубителите на фудбалот се загреани за репрезентацијата и кога таму би имало успех, секако тоа би било еден потик и за останатите. Меѓутоа, кај нас сега моментално не е така, да се надеваме дека во скоро време и репрезентацијата ќе прави успеси и сигурно дека ќе биде мотив плюс за останатите. Од 2011 година, ако не се лажам, не сте дел од клубскиот фудбал. Последното беше Вардар 2011, пред тоа Работнички, Шкендија, да не ги заборавим успесите со Македонија, Ѓорче Петров и Цементарница. Си го најдовте своето место во македонскиот фудбал како координатор за младински селекции или се уште имате цел вашата основна работа да биде од зелениот терен покрај аутлинијата? Па мислам дека го најдов своето место. Јас сум вработен во Фудбалската федерација во одделот за развој, каде имам доста ингеренции едноставно за развој на фудбалската игра. Вклучен сум повремено во едукативниот центар, потоа во тренерската организација и едноставно како тренер кој е со долгогодишно искуство можам да помогнам на сите нивоа, односно ако побараат помош од мене селекторите на младите возрастни репрезентации, секако дека имаат. Некој ќе каже, Жутија нема веќе таа енергија за да стои покрај аут линија да го диригира својот тим. Не, тоа се случи едноставно спонтано, не дека јас се откажав во тој момент. После Вардар паузирав малку, па дојдов во Фудбалската федерација, каде што се најдов себе си. Едноставно убаво да се работи со млади возрастни категории. Ние работиме тука и со националните академии, академијата која е под патронат на УЕФА, ФФМ УЕФА академија на фудбалери родени 2003 година. Едноставно секојдневно се борам за подобрување на условите во младите возрастни категории, како на нашите репрезентации, така и на клубовите. Клубовите имаат голема поддршка од нас во смисла на едукативен план. Ние ги снабдуваме клубовите со одредени програми, тренажни процеси, така да мора да се работи на едно глобално ниво во Македонија, за да имаме успехи во репрезентативните селекции. Успех со репрезентативните селекции рака на срце има Добринко Илиевски со генерацијата до 17 години, и Етон Несими со селекцијата до 19 години. Две репрезентации кои ги очекува многу битен период. Играат квалификации за пласман во елитна фаза за квалификации за Европско првенство. Подготвени се тие две селекции да одиграат на посакуваното ниво, бидејќи ако во минатото ни недостасуваше гол разлика или среќа, апропо поразот од Црнагора во квалификациите, сега веројатно треба да одиме чекор понапред. Иако двете селекции имаат исклучително тешки групи и играат на страна. Не сме домакини на тие турнири. Вака, треба да гледаме реално. Значи, ние од почетокот на годината, исклучувајќи го јануари и февруари, каде што нема надпревари, од март до денес имаме одиграно 46 надпревари со младите репрезентации од U14 до U19. Морам да кажам дека имаме забележано позитивни резултати. Од 46 надпревари имаме добиено 24, 10 нерешено и 12 порази. Никогаш до сега не било така.
Факт е дека играме голем број надпревари, факт е дека играме со многу силни противници. Ако во минатото игравме надпревари меѓународни само со нашите соседи, со Бугарија, Албанија и малку подалечните Црна Гора, Хрватска, од бившите југословенски простори, ние сега играме надпревари со Шведска, сега се вративме од Шведска. Играме со Словачка, играме силни надпревари, меѓународни. И можам да кажам дека оваа година едноставно сме многу поблиску до пласман во следната рунда со репрезентациите до 17 и до 19 години. Репрезентацијата до 17 години оваа година има одиграно 18 пријателски надпревари, каде што забележа 7 победи, 7 порази и 4 нерешени. Репрезентацијата до 19 одигра 16 надпревари, каде што има позитивен скор, има 8 победи. Ама фудбалот не е екзактна наука, па да пресметаме дека 16 плюс 2 победи се 18 победи. Затоа сакам да кажам дека сме многу поблиску со квалитетот, со добрите игри, со селектирањето на репрезентативците и со право може да се надеваме на следните. Иако никој не ви го спори тоа што го велите како статистика. Сето тоа го разбирам. Дека статистиката е екзактна наука и дека нема премногу заедничко со фудбалот, меѓутоа ќе кажам дека има. Не е исто ти ако од 46 надпревари сме добиле 2, сме ги изгубиле останатите. Не може ние тогаш да се надеваме на нешто. Едноставно, резултатите ни даваат за право да се надеваме на квалификациите, кои се во октомври на репрезентацијата U19 сега од 5 до 12 октомври во Полска, каде што ќе учествуваат уште домаќинот Полска, Северна Ирска и Словачка, и репрезентацијата до 2000 година во Италија од 25 октомври до 31 октомври, каде што учествуваат уште домаќинот Италија, Србија и Албанија. Мислам дека со право може да се надеваме дека една од овие две репрезентации може да се квалификува во следната Уште рунда. повеќе ако тие податоци, како бројки, им ги испратите на Полска, на Северна Ирска, на Словачка, на Италија. Сигурно дека нема да се исплашат тие од нашите резултати кои ги направи овие репрезентации, меѓутоа тоа е добар мотив за фудбалерите кои настапуваат во нашите репрезентации, значи да го смеде на чипот во главата, да кога играат со било кој репрезентативен состав, да знаат дека се игра фудбал од 11 на 11 и дека не смеат да влезат едноставно како да го преценат противникот, да се подценат себе си и да играме со еден страв против било која репрезентација. Не е срамота да се загуби во фудбалот, меѓутоа секако дека треба машки да се спротиставиме на секако. Тоа во последно време го правиме. Тоа беше еден вид трейдмарк на еден од поранешните селектори на репрезентацијата, Драган Канатларовски. Ние 11, тие 11, излегуваме на терен, па ќе видиме. Едноставно треба да се тргнеме од комплексот на пониска вредност, да знаеме дека и ние имаме квалитетни фудбалери и против секого да се спротиставиме. Ние игравме доста силни надпревари, нашите фудбалери покажаа дека можеби не се на кој знае колку пониско ниво од останатите репрезентации. Можеби тука делуваат условите за работа, пред се во клубовите, ние знаеме какви услови имаат младите категории за работа во клубовите, со исклучок на 2-3 клуба, Вардар кој направи одлична, нели, рака на фудбалска срце, академија. Тоа што го говорите во моментов се покажува со функционирањето на фудбалската академија, на елитната паралелка која што исто така е под покровителство на УЕФА, сега е во надпреварувачкиот систем на фудбалската федерација на Македонија и се гледаат резултатите. Па добро, рано е да се гледаат резултатите, рано е да се видат резултатите, меѓутоа заедно со УЕФА имаме еден проект, веќе тече втора година. Сигурно оваа година го направивме тоа на многу повисоко ниво, затоа што фудбалерите кои се родени 2003 година настапуваат во лигата надвор од конкуренција, играат одлично, играат со една генерација поголема од нив, на 5 надпревари имаат 5 победи забележано. Тоа се селектирани фудбалери од цела Македонија. Тие дечиња спијат заедно, учат заедно, се хранат заедно и тренираат заедно. Значи 2 години ќе бидат под капата на Фудбалска федерација. Работиме по програма на УЕФА, значи таа програма не ја измисливме ние, едноставно ни ја понудија најдобрите тренери на млади возрастни категории во Европа. Тогаш зошто е проблем таа програма да ја прифатат и младинските клубови во Македонија? Дел од фудбалските клубови ја прифаќаат, дел, не рачунајќи дека можеби работат по нивна програма и дека таа може да донесе успех. Наше е да ја понудиме таа програма на клубовите, дали ќе ја прифатат или не. Меѓутоа можам да кажам дека веќе втора година работиме, првата беше како пилот проект првата година.
за 2 години се одржа турнири на фудбалските академии кои се под покровителство на УЕФА, а тоа се покрај Македонија, уште и Грузија, Ерменија и Белорусија влезе оваа година. Секоја година се одигруваат турнири помеѓу репрезентациите. Ние првата година учествувавме само со една генерација, бевме први на Кипар. Оваа година турнирот се одржа во Македонија со двете генерации, значи и генерацијата 2001 и 2002 бевме први. Тоа значи дека за блиска иднина вие би ја ставиле главата, или да не биде главата, прстот, дека за некоја година од таа академија ќе излезе некој нов Горан Пандев. Сигурен сум во тоа. Не знам дали за некоја година, тоа се деца родени 2003 година, тие дечиња сега имаат 13 години. Меѓутоа, ако продолжат така да работат, ако се дисциплинирани, максимално посветени на фудбалот, сигурен сум дека македонскиот фудбал ќе има перспектива. И кога би се поправиле условите и во другите клубови, секако дека може да се надеваме на едно подобро утре, меѓутоа не на краток рок, а не може ни народот да чека некој долг рок од 15 на 20 години. Секако. Реално е за 7-8 години од овие фудбалери сега кои се во УЕФА академијата да очекуваме квалитетни фудбалери за репрезентацијата, меѓутоа и од останатите млади репрезентации, затоа што кога се работи за успехот или за продукција на квалитетни фудбалери во репрезентациите, У21 и репрезентација зенитот, крајната точка на тие фудбалери. Значи, секоја репрезентација не може да извади една репрезентација која е родена 2000 година, 10 фудбалери да стигнат до репрезентација. Според мене доволно е 4-5 фудбалери да играат од генерација. Може би и тоа е многу, меѓутоа затоа со останатите. Еве сега во репрезентацијата до 21 година има 94-та, 95-та и 96-та година родени фудбалери. Така да тога се прави тој спој на квалитетни фудбалери без разлика на годините кога се родени тие. А во другите младински репрезентации едноставно тоа се чисти генерации, каде што во 2000-та не може да игра повозрастен, може помлад да игра. Меѓутоа тоа се ретки фудбалери од помалата возрастна категорија да играат за Со колку повеќе жар зборувате за младите фудбалери во однос на настаните во репрезентацијата, клупскиот фудбал, што прават 3 години кога сме надвор од жарта условно? Па добро, секако дека не е сеедно, меѓутоа го нема тој стрес. Сите тренери кои работат во клубовите знаат дека тоа се стресови од недела на недела. Едноставно може добро да играш, а да загубиш 2-3 надпревари. Газдата ќе му објаснуваме ние тренерите дека добро сме играле, дека не знам сме имале посетна топка, па не знам колку шанси и така натака. Или не дај Боже да ве пресретнат некаде на некое место со автомобил па да ви го попречат. Па може, све е можно. Во нашиот фудбал едноставно се случуваат и такви работи. Тоа се не фудбалски работи, меѓутоа едноставно на вашето прашање ќе одговорам со тоа дека немам стресови толкави, иако не се исклучени стресовите кога играат младите фудбалски репрезентации, затоа што ова се пријателски надпревари, меѓутоа влегуваме со максимална жар на тие надпревари, сакаме добро да одиграме ако може, а секако дека може и да победиме, така да не е иста работата, меѓутоа има пак се внесуваме во... Кога веќе го споменавме пресретнувањето со автомобил, тоа му се случи на еден од турците во Брегалница пред една седмица и еден од нашите поранешни селектори обвини дека во ФФМ треба да има оставки заради тој случај, а бидејќи вие сте поврзани со работата на тренерите, имате вие мислење околу... Па добро, јас сега не сум член на тренерската комисија, председател е Ѓоре Јовановски, меѓутоа секако дека за секаква осуда е кога ќе се нападне тренер. Меѓутоа, од чисто правни причини да кажеме дека тој тренерот на Брегалница Јуксел Јосилова, мислам дека се викаше, не е заведен како тренер на тој надпревар, туку е како техничко лице, како представник на клубот. Јас одма иницирав да видиме и да се огласиме ние, односно тренерската комисија на чело со Ѓоре Јовановски, секако разговаравме, ќе се огласеше, меѓутоа не се работи за тренер. Може јавноста го знае како тренер. Во записникот тренерот не е тој тренер, не е влезан во записник, едноставно тогаш е како некој техничко лице или не знам представник на клубот. Меѓутоа во секој случај ги осудувам таквите настани. Како човек кој што е поврзан со најголемите македонски клубови, сте освојувале титули
со Македонија Ѓорче Петров, со Цементарница, со Вардар, со Работнички, бевте во Шкендија. Сметате дека Вардар и Шкендија едносмерно ќе минат и оваа сезона низ првата лига? Да, секако. Вардар и Шкендија се за две копјина, не за едно над останатите клубови. Прашање е кој од нив ќе биде првак, меѓутоа за мене е многу поважно и настапите на европската сцена. Може би Вардар оваа година немаше среќа, да се надеваме до година дека ќе има голема среќа дека ќе бидат повоиграни. Шкендија тоа оваа година го направи на одличен начин. Да се надеваме дека до година исто ќе продолжи така, ако не и повисоко. Би сакал да се појави трет клуб. Во спротивност сите ќе го гледаат и ќе се потсетуваат на видеото вие прегрнати со покојниот претседател Борис Трајковски по триумфот на Вардар против ЦСКА Москва. Па добро, беа тоа добри денови, имаше Вардар добра генерација, може би немавме толку пари колку сега што имаат Вардар и Шкендија, меѓутоа се погоди една генерација која беше сплотена, која го даваше максимумот на секој натпревар, малку и среќата не послужи, без која не се може во фудбалот. Направивме еден резултат, меѓутоа ја би сакал да се повтори, ако не току и секако и да се надмине тој резултат, иако е многу тешко. Тоа не се случува секој ден. Тој Работнички беше многу блиску со која беше, мислам, Трифун Костовски беше тогаш и Ѓорѓе Јовановски тренер. Така да беа убави времења. Тоа едноставно имавме квалитетна екипа и за малку не се пласиравме. Фудбалот е таков. Нема да ми замерите ако не ви посакам да не ја продолжите приказната барем во блиска иднина, додека не створите нов Горан Пандев на клубски план, туку од ова место, од координатор на младински селекции, да се радуваме на нови успеси. Па нема да замерам, едноставно јас не ги стварам играчите. Може би сум тука за да организирам нешто, да координирам. Пред се, младите фудбалери се ствараат во клубовите. Значи, добра работа во клубовите со младите возрастни категории, меѓутоа да не заборавиме нешто. За да се створи квалитетен млад фудбалер, треба две работи. Основни работи без кои не може да се створи. Тоа е терен и тренер. Пари може да нема, ако има терен и ако има добар тренер. И тренерот ќе работи без пари тој. Ако е влюбеник во фудбалот, влюбеник во младите дечиња, ќе работи. Меѓутоа треба правилно да работи. Да се едуцираат, да ги пратат модерните трендови за работа со млади возрастни категории, да имаат љубов кон дечињата, меѓутоа условите, инфраструктурата е многу битна. И ако има инфраструктура... Тие сериозно сметате дека некој би можел да работи без пари со сета своја енергија, труд, знаење, желба? Не би требало да работи без пари, едноставно треба да бидат наградени тренерите од младите возрастни категории, затоа што од таму почнува се. Кај нас е обратно. Тренерите на младите возрастни категории земаат најмалку. Може би некаде и не земаат. А тренерите на првите тимови земаат многу. Тие се професионалци. Факт е тоа. И треба да земаат. Меѓутоа, каде се тренерите на младите возрастни категории? И тие треба да бидат стимулирани за да работат. Ќе работи некој без пари, 6 месеца, година, дена. Влюбеник, почетник. Меѓутоа, сигурно дека и материјалната страна не дека е во прв план тогаш. Сигурно за младите тренери кои почнуваат дека тоа е ирелевантно. Меѓутоа, како тече времето, едноставно мора да бидат наградени од работата и од стварањето на младите фудбалери во квалитетни кои ќе играат за првите тимови. На крајот од разговорот да им посакаме среќа на репрезентативците до 21 година, бидејќи знаење, квалитет, желба, енергија имаат. На репрезентативците да дадат и повеќе од своите можности и да се надеваме дека тоа ќе биде доволно за позитивен резултат. Секако дека јас сум на истата таласна должина, да им посакаме среќа, да им посакаме успех. Ако се работи за некоја прогноза, ја би сакал да освоиме 6 бода од 3 надпревари. 3 бода со репрезентацијата, дај Боже и повеќе, меѓутоа би бил задоволен кога би освоиле 3 со А и 3. Тоа е таа реална надеж за која зборуваше и Ангеловски. И би сакал да младата репрезентација до 21 година победи и едноставно биде поблиску до европското првенство. Среќата сам ја заслужуваме. Ви благодарам што бевте дел од Куќе на фудбалот. Благодарам. Го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварите од првата и втората македонска фудбалска лига.
Во надпреварите од деветото коло во првата македонска фудбалска лига, Работнички Брегалница 1-1, Македонија Шкупи 0-1, Ренова победа 1-1, Силекс Вардар 1-3 и Пелистер Шкендија во дерби надпреварот во Битола 1-2 победа за тимот на Шкендија. Работнички ја прекина серијата порази, но сепак не успеа да победи на дуелот со Брегалница од Штип на надпреварот кој се одигра на стадионот во Ѓорче Петров. Имаше иницијатива тимот на Работнички во текот на целиот надпревар, имаше неколку одлични шанси за отворање на резултатот, но не успеа. Во првото полувреме, поради офсайд, беше поништен гол за Брегалница. Во 92-та минута Горан Силјановски успеа да спаси бод за тимот на Работнички со голот кој го постигна во судиското надополнување. Ова е голот кој беше поништен поради недозволена ситуација. Само што започна второто полувреме, Ивановски имаше зицер. Го гледаме тој момент кога гостинскиот голман Кобетич го одбрани ударот на Филип Ивановски. По само неколку минути Најденов се обиде со удар од далечина, но го погоди десниот дирек и тогаш дојде казна за неколку промашувања на Работнички, кој друг ако не Здравков со удар од околу 25 метри му донесе предност на тимот на Брегалница за 1-0, изненадување на стадионот во Ѓорче Петров. Но во втората минута од судиското надополнување Горан Силјановски успеа да постигне погодок, да спаси бод за Работнички. Прекината е серијата порази за тимот на Виктор Треневски, Работнички Брегалница 1-1. Горан Силјановски го постигна погодокот за конечен резултат во Ѓорче Петров 1-1. Македонија Ѓорче Петров Шкупи 0-1. Траоре го смрзна домашниот тим со погодокот кој му донесе 3 бода на тимот на Шкупи. Гостите од населбата Чаир остварија значајна победа, сосема заслужено. Еве го моментот од 80-та, односно од 40-та минута, кога Флоријан Кадриу по десната страна со финта се ослободи од својот чувар, го сврте во петерецот топката до Али Траоре, кој што погоди за победа на Шкупи против Македонија Ѓорче Петров од 1-0. Имаше многу проблеми тимот на Македонија Ѓорче Петров со повредени фудбалери, тие шанси што ги има не ги реализира. На крај големи 3 бода за тимот на Шкупи против Македонија Ѓорче Петров. Ренова победа 1-1 на теренот во Тетово. Домашниот тим не успеа да забележи нова домашна победа и покрај иницијативата, големиот број на шанси, дури 3 диреци погодија фудбалерите на Ренова, сепак на крајот одиграа само 1-1 против Прилепска победа. 0-1, 21 минута, продор на Шарковски од десно, нафрли во петерецот, а таму во дуелот на Цветановски и Муслију, домашниот играч лошо реагираше и си постигна ефектен автогол. 21 минута, водство за победа против Ренова од 1-0. 3 минути се играа во второто полувреме, кога Ренова успеа да израмни на 1-1. Ова се дел од шансите на Ренова во првото полувреме. Имаше огромен број на прилики домашниот тим да постигне погодок. Манчевски неколку пати одлично интервенираше и не му дозволи на тимот на Ренова да се радува на погодок, но 3 минути во второто полувреме беа доволни за Ренова да постигне погодок. Топка во празно за Абдула, влезе лево во 16-сетникот, убаво се намести, шутираше меѓу нозете на голманот Манчевски. Топката е во голот на победа за изравнување на 1-1. Во текот на целото второ полувреме Ренова имаше многу шанси, играше подобар фудбал, промаши неколку зицери, 3 пати го погодија дирекот, но на крајот
се радуваа фудбалерите на победа, бидејќи освоија купот од тешкото гостување во Тетово. Тимот на Вардар славеше на тешкото гостување против Силекс со 3:1. Првакот удри со бомби, го гледаме првиот погодок на Стефан Спировски од слободен удар од 25 метри. Прецизно, фантастичен гол на македонскиот репрезентативец, кој заврши во горниот десен агол од голот на Вујанац. Традиционално тежок противник е Силекс за Вардар. Еве го одново погодокот на Стефан Спировски, немоќен домашниот голман Вујанац. Прекрасен погодок на Стефан Спировски за 1:0 во 8-та минута. Во 42-та минута оправдано досуден пенал за Вардар. Тимовски фаулираше во 16-етникот. Пред пеналот во гол го претвори Фелипе. Еве го тој момент. Проигрување помеѓу Балотели. Фелипе сигурен реализатор, Вујанац на едната, топката на спротивната страна за 2:0 во 42-та минута. Во 71-та минута повторно иста комбинација како и против Пелистер кога го постигна погодок од фудбалерите на Вардар од слободен удар. Фелипе до Николов, овој до Којашевиќ, кој што погоди прецизно во долниот лев агол од голот на Силекс за 3:0. Во 77-та минута, после слободниот удар од левата страна, во мешаницата топката дојде до Ацевски, откосо од десно успеа да погоди во мрежата на Гачевски за намалување на резултатот на 3:1, но тоа беше се што направија фудбалерите на Силекс, што се однесува до постигнатите погодоци. Големи 3 бода за Вардар по нерешениот резултат против Пелистер на домашен терен од 1:1. Сега освоија 3 бода и повторно ја контролираат табелата во првата македонска фудбалска лига. Во супер атмосфера, пред повеќе од 5000 гледачи, Пелистер и Шкендија одиграа интересен надпревар. Водеше Пелистер со 1:0, на крајот во последните десетина минути Шкендија постигна 2 гола за победа и за освојување на 3 бода. Покажа Шкендија зошто се сметаше за фаворита. Ова е првиот гол на надпреварот. Аугусто нафрли пред голот на гостите. Захов задоцни со интервенцијата, Гојано тоа го искористи и со удар со глава ја затресе противничката мрежа за големо задоволство меѓу публиката. Популарните чкембари прославеа својот 31-ви роден ден. Вистинско пиротехничко шоу имаше во првите 5 минути од надпреварот. По таа 32 минута Шкендија ја наметна својата игра. Постојано вршеше притисок кон голот на Пелистер, убава акција. 83 минута инспиратор Ибраими ја продолжи Хабре Корна, со гол ја заврши Хасани. Пашовски не успеа да одбрани, иако претходно имаше неколку одлични интервенции и го спасуваше својот тим. Еве го одново погодокот на Ферхан Хасани во 83-та минута за израмнување на 1:1, а само 2 минути подоцна шоу на Бесарт Ибраими мина крај неколку фудбалери на Пелистер, додаде до Жуниор, на кого не му беше тешко да погоди за победа и 3 бода на Шкендија од тешкото гостување во Битола против Пелистер. Пелистер Шкендија 1:2, еве го одново моментот кога вистински слалом направи Бесарт Ибраими. Додавање до Жуниор, бразилецот погоди за 2:1 и 3 бода за Шкендија. По 9 круга на табелата Вардар е прв со 18 бода, следува Шкендија со 14, Работнички и Пелистер имаат по 12 на третото и четвртото место, Ренова е пета со 11, Силекс е на шестото место со 10 бода, Победа е седма по 6 освоени бода, од 8 до 10 место имаат Шкупи, Брегалница и Македонија.
Седмо коло во втората македонска фудбалска лига, 3 надпревари, Велазерими Љубанци 4-0, Металург Академија Пандев 2-4 и Тетекс Вардар Неготино 1-1. Прегледот на најинтересните моменти го започнуваме од надпреварот во Кичево, Велазерими Љубанци 4-0, убедлива победа на Велазерими. Со најдоброто издание оваа есен, екипата на Велазерими со 4-0 го совлада тимот на Љубанци. Имаше многу шанси тимот на Велазерими, резултатот беше откриен во 14-та минута по корнер во гостинскиот 16-етник, највисоко скок на Цуцули и го доведе домакинот во водство. Во 30-та минута веќе беше 2-0, откако Љубанци не искористи своја шанса. Стрелец на погодокот за удвојување на предноста за Велазерими беше Хасан после акцијата од десната страна и шутот од 15 на метри од голот на Љубанци. Еве го тој момент одново. Само 5 минути подоцна кичевци ја заверија победата, од кога го постигна и третиот гол преку Фетахи. Ова е тој момент. На полувреме веќе имаше убедливи 3-0 тимот на Велазерими против Љубанци. Конечниот резултат 4-0 го постави гостинскиот фудбалер Делов во 65-та минута, кога ја затресе сопствената мрежа по уфрлањето на топката од домашниот 16-етник. Ке го видиме тој момент. Во висок лак падна пред гостинскиот 16-етник. Следуваше недоразбирање на одбраната и голманот на Љубанци и резултат уште една конфузија за голема победа на Велазерими против Љубанци од 4-0. Тетекс Вардар Неготино 1-0 со голот на ветеранот Дарко Савевски. Во последните моменти од мечот тимот на Тетекс успеа да слави над Вардар Неготино и на тој начин да го обезбеди првиот триумф оваа сезона. 7 кола чека тетовци за овој момент, а дојде против објективно противникот кој сезонава игра многу променливо, посебно на гостински терен. Тетекс доминираше во текот на надпреварот, создаде доста шанси, но не успеа да ги искористи. Апостоловски не искористи убава шанса во 53-та минута. А истиот играч на нафрлување на Дервиши 10 минути подоцна исто така шутираше покрај голот. Во 80-та минута имаше спорен момент во кој играњето со рака на еден од гостинските играчи не беше санкционирано со пенал. И во последните моменти, кога сите играчи се префрлија на половината на гостите, Хасани упати убав центар шут од лево, а Савевски со главо конечно погоди за триумф и голема радост на домашните. Ке го видиме тој момент од 80-та минута, кога ветеранот Дарко Савевски му обезбеди големи 3 бода на тимот на Тетекс против Вардар Неготино. Еве го тој момент за радост на Тетекс против Вардар Неготино и 3 бода, прва победа оваа сезона за Тетекс по 7 одиграни надпревари. Академија Пандев славеше на гостувањето кај Металург со 4-2, иако на полувреме губеа со 1-0. Фудбалерите на Академија Пандев се разиграа во второто полувреме. Ова е погодокот во првиот дел за водство на Металург со голот на Додев во 9-та минута. Доби одлична длабинска топка зад противничката одбрана и од работ на 16-етникот шутираше на прв дирек. Не реагираше најдобро ниту голманот Стефани Статов за водство на Металург од 1-0. Тоа беше резултат на полувреме, но се разигра тимот на Академија Пандев во второто полувреме. Целосно го потисна својот противник. На моменти се добиваше впечаток дека игра само една екипа.
Ова е второто полувреме. Јани Атанасов во првата сериозна шанса тргна од десната страна концентар шут, шутираше од 20 на метни, но интервенираше домашниот голман Илич. Во продолжение од акцијата дојде до гостинскиот капитен Александар Вареловски, чиј удар Илич овој пат беше немоќен да го спречи за изравнување на 1-1. Атанасов погоди во 72-та и во 84-та минута, а претходно Пандев за 3-1 во 77-та минута. Ова е првиот погодок на Атанасов во 72-та минута, само 10 на минути подоцна веќе беше 3-1 за Академија Пандев. Ова е погодокот на Сашко Пандев за водство 3-1. Атанасов во 82-та минута носи убедлива предност од 4-1, а во 90-та минута Иванов само ја намали предноста на Академија Пандев на 4-2. Тоа беше конечниот резултат на овој надпревар. Металург и Академија Пандев одиграа крајно атрактивен и ефикасен надпревар. Заслужено на крајот се радуваа фудбалерите на Академија Пандев. Ова е таа 91 минута, по корнерот Иванов реализираше, но имаше премалку време Металург да се врати во резултатска игра. Академија Пандев е на првото место пред Скопје, Турново, Велазерим и Металург. Од 6-то до 10-то место Новаци, Евромилк, Вардар Неготино, Тетекс и Љубанци. Луѓе, вечерва имаме посебна можност во секторот C1, ред 1, седиште 2, да се дружиме со Музафер Абдули, економот, домакинот на репрезентацијата на Македонија до 21 година. Музафер може да стане првиот економ од Македонија кој со фудбалска репрезентација заминал на Европско првенство. Ти благодарам што си тука, пријателе. Што значи прво домакин, економ на една репрезентација? Значи економ значи на играчите да им се обезбеди опремата за тренинг и за хотел. Сето тоа сам го обслужуваш? Сам. Во 21 значи сам сум економ и све сам си изредувам работите. Тоа значи дека ако Благоје Милевски на списокот има 20 повикани фудбалери, треба да се нареди опремата од маички, штуцни до голманските ракавици. Тоа е твоја обврска. Моја обврска е тоа. Не е тоа малку тешко, проблематично за еден човек? Па не е баш. Значи не е проблем. Значи кога се ја знаеш работата, не е проблем. Колку време работиш ова работа? Јас 6 години работам у Фудбалска федерација. Тоа значи дека горе-долу ги познаваш сите фудбалери, знаеш на кој начин размислуваат кога е во прашање таа работа, опремата, знаеш кои се барањата. Има некој од фудбалерите посебни барања? Па нема баш некој да кажеш така, има тоа некако Боби Николов, он малце повише бара некоја. Тој, иначе другите све окей, значи он малце поблизок е со мене, значи некој работи ги бара повише од другите играчи. Во темпераментот е поблизок до тебе? Не, на другарска база тоа, значи 6 години е со мене, значи и така, иначе за сите играчи исто се за мене. Све што ќе побарат, на време ќе бидат служени. Благоје Милевски, селекторот на таа репрезентација, вели дека за овој наш успех сме заслужни сите, почнувајќи од економот во репрезентацијата, па се до последниот тренер кој што помага во стручниот дел од таа работа. Се чувствуваш веројатно и ти горд на тие резултати кои што ги постигнува селекцијата до 21 година? Тоа многу. Каде беше најстресно? На кој Најстресно беше у Шкотска. Сега на Да. предпоследниот? На предпоследниот со Шкотска беше. Како реагиравте кога покаже на белата точка судијата? Боми не знаеме ни ние, само инфракт ни фалише да добиеме на тоа. Кој реагираше најстресно? Најстресно селекторот, па после сите ние. Да. Тоа беше. Има урлања, пцовки. Тоа урлање колку сакаш. А кога ја смени одлуката, кога нема пенал? Тоа се смиривме више. Тоа се насмеевме малце. Мислите дека
сега на овој надпревар на 11 октомври ќе го славиме пласманот на Европското првенство или во најмала рака баража? Ја мислам дека 99% што би рекол некој ќе одиме директно во Европско првенство. И можеби ќе го имам таа среќа да бидам прв економ што ќе одам на Европско првенство. Колку се квалитетни маиците, опремата, дресовите кои што ги Добри се користат квалитетни, репрезентативците? значи квалитетна ни е опремата. По колку дресови им следува на секој репрезентативец за секој надпревар? По до сега U21 по еден. А сега за последната утакмица нема да кажуваме, ќе биде тајна и за играчите ќе има изненадување за играчите. Тоа значи дека само ти ја знаеш. Да, оваа само ја информација. знам. И со луѓето од федерација треба да се договориме што понатак. А нема што да кажем што ќе биде изненадување на играчите. Музафер, ти благодарам пријателе што беше дел од куќа на фудбалот. Се Фала. надевам дека се ќе биде во ред кога е во прашање твојот дел од работата. Секој ќе си го добие тоа што му следува. А ако има фрлање на дресовите по крајот на надпреварот, немој да се лутиш, бидејќи многу од економите не се согласуваат кога опремата се условно фрла. Не, за ова последната утакмица нема ни опште да ми е жал. Само за да успееме. Само да успееме. Дај Боже да одиме во Европско првенство. Дресови, све што Ја сакнат. гледаат, надпреварите, економите ги гледаат или постојано се во соблекуваат? Не, ги гледаме. 80% на утакмиците си ги гледаме и ние. Значи, второ полувреме, помалци ги гледаме, пошто имаш измени, треба усовлекувално да се вратиш, да не му треба нешто на играчот, па треба и надвор да излезеш, да не треба и надвор нешто. Ти се случило да не очекуваш ладно време, а да не носиш зимски јакни, Не. а да треба? Не, до сега не. Значи, нарочито сум 2 години со 21 до сега, ништо немам мал пропуск со 21. Значи, све што треба и што не треба носам. Што е тоа што не треба го носиш? Па све што носиме, значи, ако е топло, времето шушка, мислиш дека не треба. Ама од кај знаеш за 4-5 сата. Украина имавме случај. 30 и нешто беше температурата кога стигна, пошто идам ја, 4-5 сата пред надпревар одам. Беше времето убаво, сонцево беше. Кога искача играчите на загревање, почна да врне тоа невидено врнање беше. Се врати, јас си ги имав шушкавците со мене и не ме болеше главата. Пример за добар домакин на една репрезентација. Музафер, тука го викаме Целе. Ти благодарам уште еднаш што беше во куќа на фудбалот. Многу успех на 11 октомври и да не подржи публиката, барем Да, на овој да. надпревар и треба. Па очекуваме да биде полн стадионот. Играчите го заслужуваат. Да, тоа да. А играш фудбал? Си играл? Па сум играл. Сум играл, ама аматерски фудбал. Да те служи здравието и многу успех Фала. со репрезентацијата. Музафер Целе беше наш гостин во сектор C1, ред 1, седиште 2. Тој е економот на репрезентацијата која што го разбуди интересот за фудбалот во Македонија, која што ќе ја бодриме на 11 октомври. Играме против Шкотска за пласман на Европското првенство. Ви благодарам што ја гледавте куќа на фудбалот.